Dame и Господа, и благодарам на интересът. Пътував за Скопие во предвечерието на изборите, да ја покажам, да покажам големото внимание што го посветува Европската унија кон натамошниот развој на вашата земја. Важно е овој значаен процес да се случи за нас. Изборите се многу важни, но морам да кажам дека изборите не се. Изборите се многу важен темелник за патот на земјата назад кон евроатлантските патеки, но еднакво важно е да се работи на итните реформски приоритети за имплементација на извештајот сите елементи што беа создадени, ова се елементи кои што се со подеднаква важност. Тоа беше и причината исто така зошто оваа мисија ја искористив за да зборувам со сите клучни играчи во земјата, секако за изборите, но исто така и да разјаснам дека изборите се важен чекот. Важно е изборите да бидат добро подготвени и спроведени на начин на кој што никој не ќе може подоцна да ги критикува подготовките и спроведувањето на изборите. Одех и многу други институции сега дека ќе бидат тука да наблюдуваат се и потоа да дадат извештај за тоа. Секако имаше дискусии за специјалниот обвинител. Јас ги поттикнав сите мои соговорници да бидат внимателни, за специјалниот обвинител да може да се работи својата работа на начин на кој што сме навикнати да ја гледаме работата на обвинителите секаде низ Европа. Важно е за сите да го почитуваат владењето на правото и се надам дека таа почит специјалната обвинителка и ќе ја почувствува својата работа и јас бев убедуван од сите и тие убедувања секогаш ги земам мощно сериозно дека таа и незиниот тим ќе ја сработат својата работа на адекватен начин. Добро беше да се чуе дека очигледно има одреден напредок пред изборите во однос на медиумите. Тоа е добро да се чуе дека тука повеќе неутралност и непристрасност се дадени, тоа е многу важно, постои одговорност, но исто така медиумите би требало да имаат и можност да ја одиграат својата улога на независен професионален начин и конечно исто така е добро да се види дека државата извън комисија може и ќе ја работи својата работа на професионален начин, како што беше случај во минатото и тоа е многу важно. Значи, уште еднаш сакам да истакнам, а ова е многу важно за нас. Изборите се важни. Веќе имаме 2 години на политичка нестабилност. Ова не беше добро за земјата. Тоа веќе има ефекти врз економските резултати. Постои надпреварување конкуренција во регионот и европска и глобална конкурентност, но важно е да се фокусираме на тоа што е потребно, а тоа е да се работи за луѓето, за граѓаните во земјата, да се зголеми нивото на добробит, да се диверзифицира економијата и да се дадат можности за пробутување, но конечно нема да си одам од земјата без да речам благодарам секому кој што даде придонес
Мора кажам, не само во оваа земја, но тука исто така и во другите земји на регионот, за да се прилагодат со предизвиците во однос на миграцијскиот бран. Респектот што регионот и земјите го има добиено од многу донесе многу репутација и признања од мигрантска заедница и би требало да се искористи овој момент заедно со темелно спроведените избори и посветеноста на новата влада кон следењето на европските перспективи преку работа и имплементација на договорените и потребните реформи. И конечно, дозволите ми да кажам, дека не е доволно да се биде посветен кон реформите, но истина ми сакале на некој начин да се огледаме на мапа на активности со јасни временски рокови, конкретни крајни рокови со цел навистина да се продолжи со неопходните реформи и да не се даде можност за било какви оправдувања и така натаму во однос на имплементацијата или неимплементацијата на реформите. Значи, уште еднаш ви благодарам на нескршливиот интерес за работата на европските институции. Можам да ве уверам дека навистина големо внимание ќе посветиме и не е секогаш потребно да се биде лично во земјата. Мислам дека имаме одличен амбасадор и одличен тим околу амбасадорот и има и други играчи, така што земјата се уште, така да речам, под, јас би рекол, многу позитивна обзервација, односно наблюдување. Комесару, која е целокупната импресија, кој е заклучокот од посетите за изборите, дали се добро исполнети условите за предвремените избори во однос на анексот на Пришинскиот договор? Ако размислам за долготрајните дискусии во однос на прочистувањето на гласачките листи, се чини дека има напредок и во однос на медиумите. Агенцијата има многу точки кои што треба да бидат, кои што се исполнети. Кога зборував со политичките лидери, мора кажам дека атмосферата беше различна во однос на претходните состаноци, беше многу поконструктивна и има една истакната поента, а тоа е подрачјето 6, областа 6 и неговата големина. И јас ги наговарав политички партии да најдат решение за да не се провоцира какво било, дури и најмала причина за критикување на изборите. Затоа се надевам дека тие ја разбра пораката и дека ќе најдат решение и за ова за останато прашање. Но подеднако важно исто така како целата кампања се спроведува од страна различните играчи. Например, важно е да не се провоцираат какви било мигрантски тензии и секој би требало да биде свесен дека секогаш постои ден по изборите и обично по изборите луѓето треба да работат заедно. А за да се работи заедно не значи само да се работи внатре во владата, туку и во парламентот. Во повеќето земји конечно околу 70 до 90% од решенијата се донесуваат со гласовите на опозицијата, бидејќи се работи за мощни конкретни прашања. А токму тоа е потребно, тоа што ни недостигаше долго време во земјата, а тоа е дека треба да има политичка дебата, но таа дебата треба да се случува во парламентот, на конструктивен начин. Јас не сум наивен, не сум политичар повеќе од 40 години, сум учествувал
мојата прва кампања беше во 1974 година, не знам колку кампањи, во колку кампањи сум учествувал и сум бил лично вклучен, така што знам многу добро за што зборувам и сум водел ваква кампања, а и ова, но мојата порака е прво помислете за тоа што го велите, што работите, како тоа го правите, дали е конструктивен начин на кој што делувате или лично навредлив, бидејќи има ден по изборите, и сакам да искористам приликата пред медиумите, особено да им се обратам на младите луѓе да искористат можноста што им се дава со изборите и да ги употребат своите поединечни гласови. Одете, учествувајте, донесете одлука. Во минатото сме видели, мислам дека неодамна на парламентарните избори во Хрватска, дека излезноста беше нешто повеќе од 30%. Мислам дека и тоа е индикатор за демократската зрелост на земјата, колкава е излезноста на општите избори. И уште еднаш, ако погледнете, ако земете предвид Брекзит, со тоа повторно се демонстрира дека младите луѓе не учествувале во изборите и потоа плачеа поради исходот. Ако сакаат да одлучат за иднината, треба да и да гласаат. Затоа искористете можноста како медиуми да ги протуркате, да ги убедите да учествуваат во изборите, на изборите. Јас се извинувам, ги тоа не можам да ја слушнам. Не се слуша скреирањето на посебен оддел кај специјалниот обвинител или некои политички партии прашаја кои би биле промените во законот за продолжување на мандатот, за истражување, за истрага, и другото прашање беше? Има различни идеи, предлози во однос на различните интереси. Како поранешен министер за правда, можам да кажам дека е важно да се гарантира дека секој дел од судството, а во оваа земја особено специјалниот обвинител, може да работи независно, може да работи непристрасно, но од друга страна мора да го применува и професионализмот. Се сретнав со специјалната обвинителка денеска, длабоко сум убеден за неа, но мислам дека сега е важно таа да може да ги употреби сите своји можности, да ги искористи сите своји можности. Важно е да се види исходот, резултатот од нејзината работа и да не се интервенира во она што го работи, но исто така и да не се злоупотреби таа. Особен предизвик е за неа и нејзиниот тим. Не е лесно, но секој би требало да даде свој придонес за таа да може својата работа да работи слободно, независно и да резултатите да дојдат од нејзината работа.